Гледано од глобален аспект, во Македонија во 2015 година се склучени за 2,7% повеќе бракови отколку во 2014 година. Искажано низ бројки лани во брачните води запловиле 28.372 девојки и момчиња кои склучиле 14.186 брачни заедници. Може би уште поохрабрувачко е тоа што истовремено е регистриран мал, но значаен пат на разводите и тоа за 0,5%, односно се развеле 2200 брачни парови. Во последните години, во услови на транзиција и миграција, најмногу бракови се склучуваат во август, например лани вкупно 1844, нешто помалку околу новогодишните и божикните празници, а двојно и речиси тројно помалку во другите месеци од годината. Например, во март 2015 година биле склучени само 700 бракови. Статистичарите ја пресметале и возраста на која момчињата и девојките најчесто се женат. Кај младоженецот тоа е на 29, а кај невестите на 26 години. Овие податоци сами по себе зборуваат дека во овие години на транзиција и на миграција кон развиените земји, браковите се склучуваат во бранови. Пресуден фактор за тоа е напливот на новосклучени бракови во време на летните одмори и новогодишните и божикните празници, кога гастарбајтерите се враќаат дома за да создадат брачна заедница и да оформат семејство. Затоа не случајно во август свадби се прават буквално секој ден и не се води сметка за традицијата тоа да биде во недела. Најклучни години за опстанок на бракот се првите три, кога младите се судруваат со најголемите обврски по тој основ. Следната криза доаѓа во седмата година. Ако го преграмат овој период, потоа доаѓаат постабилни години, односно постабилен брак во кој главно има надминување на основните или на суштинските проблеми.